Делчево се уште чека владата да донесе одлука за тоа колку пари ќе даде на општината за да се санираат штетите во патната инфраструктура направени од невремето минатата недела. Извештајот во кој е нотирано дека се потребни само 1 милион евра за да се ревитализираат раскопаните и пресечени улици, Делчевската локална самоуправа до Министерството за транспорт и врски го достави во понеделникот. Дополнително ќе се прави проценка за санирање на атмосферската канализација, мост на река Брегалница, како и регулирање на водотеците. Извештајот имам информација дека е разгледуван на влада во вторник, на седница на влада, но одлука се уште не е донесена и кога ќе биде донесена одлуката, немам информација и не знам колку средства ќе бидат одобрени за да можеме да ги санираме штетите кои што настана по поплавата во Делчево. На терен се санираат штетите. Опасноста од уривање на 2 куќи поради свлечиште се уште постои. Во текот на вчерашниот ден се ставаа вреки со песок за да се превенира понатамошно сливање на водата врз земјата или изгање на земјиштето. Делчево отвори и донаторска сметка. Засега има пари само од приватни и физички лица. Постапката за финансиска помош од општините е во тек. Комисијата за проценка на штети секојдневно прима барања. 120 пријави имаме до општина Делчево, рокот се уште трае, уште неколку дена и најчесто тоа се поплавите подруми, мебел, некои кујски апарати кои што се оштетени во текот на невремето и најчесто и автомобили на едната критична точка каде што беше, значи и за автомобилите пријавуваат граѓани. Во меѓувреме во источниот регион состојбата со водостојот на браните е стабилна. Во текот на ноќта од своето корито се излеа Јакочанска и Оризарска река. Поплавени се земјоделски површини. Брана Калиманци е на 15 сантиметри од прелевање, но засега не постои опасност од поголеми поплави.